А јас сега веќе ја гледам Ивана дека е подготвена за линкот. Ивана, како договорени сме со обликата, ти не ме гледаш, подоцна ќе видиш. Ивана, инаку сега ќе најави нешто многу интересно, станува збор за берберско шоу. И сега да фаќам врски кај тебе, Ивана. Гледам овде кај нас на работа има неколкумина на кои што неопходно им е потребно подстрижување, така подстрижување литературно. Доколку им треба модели, веднаш да им ги испратам. Ајде, добро утро, Ивана. Добро утро искам до тебе и до сите наши гледачи. Ќе може да дојдат нашите колеги на кои што им е потребно, токму в недела овде во Скопје Сити Мол и бесплатно да си добијат третман на брадата и на мустаките, оние кои што имаат нели потреба од тоа. А што е маж без мустаки е познатата легендарна реченица за тоа дека токму мустаките се знак на мажественост, а токму месецот ноември е единствениот месец посветен на мажите со мустаки, кој што има поголема цел, односно секако да се промовира менталното и физичкото здравје кај мажите. Токму по тој повод во овој месец она секција која што е на фризерите на Скопје во соработка со трговскиот центар Скопје Сити Мол во недела на 12 ноември организира еден многу интересен настан кој што го спомена и ти, а го носи насловот Ноември Барбер шоу. Какво шоу ќе се случува токму овде на местото каде што ние се наоѓаме ова утро, ќе дознаеме од Милка Златановска од фризерската секција Скопје. Милка, ќе ви посакам најнапред добро и убаво утро. Добро утро, Ива. Movember Barber Show, како настана, како дојдовте до идејата, пред колку години настанавте, верувам дека многумина ги интересира ова и за која цел е направен токму овој настан? Епа вака, сите ние берберите и фризерите сме креативни во својата работа, ги пратиме светските трендови и така фризерската секција на град Скопје се приклучи кон светската кампања Movember во 2016 година за поддршка на машкото здравје, за подигање на свеста кај мажите за машкото здравје. И ние токму така настани името затоа што како символ на месецот ноември, кој што се случува токму во месец ноември, месец на машкото здравје, се растењето на мустаките и затоа ги вклучуваме нашите колеги бербери и така настана ова барбер шоу. А така, оно што ќе се случува в недела овде, верувам дека многумина ќе сакаат да бидат на 12 дел од овој настан со почеток во 12 часот. Може ли да им објасните на гледачите, на публиката, што поточно ќе станува, за што поточно ќе станува збор? Епа вака, оваа година секцијата на фризери на град Скопје заедно со Скопје Сити Мол го организираат овој барбер шоу настан, каде што ќе работат 50 на фризери и бербери од градот Скопје, но ќе работат и од другите градови од нашата држава. Тука ќе се вклучат секако и две училишта, средни училишта, кои што оваа година средното стручно училиште Димитар Влахов прави 50 години јубилеј од верификација на лични услуги и ќе направат едно ревијално шоу од 15 модели. Исто така средното училиште Шајп Јусуф и овие две училишта, тоа се средни стручни училишта, ќе излезат на сцена нивните ученици од трети и од втора година, се извинувам, кои што ќе работат на живи модели, а не на кукли. Така да ќе работат покрај машките бербери, ќе работат и бербери жени. Ќе биде многу интересно, ќе има доста и јавни ликови кои што даваат поддршка на овој настан. Меѓутоа, еве да кажеме една многу добра информација која што за прв пат оваа година се случува. Добиваме голема поддршка не само како организатор нели Скопје Сити Мол, него оваа година, пошто сината боја е како символ на борба против ракот на простата, во сино ќе светне Сити Мол и ќе даде поддршка на овој настан. Исто така јавна институција на градот Скопје, Македонски народен театар, МНТ, исто така ќе свети сино и еден хотел во центарот на градот. Значи, тие се општествено одговорни и даваат поддршка на овој настан да ги повикаме секако и другите. Да, дали значи тоа дека само во недела ќе светат во сино?
Па најверојатно од петок веќе ќе светат во Сино овие 3 објекти. За нив знаеме сигурно. Друго да напоменам, многу ќе биде интересно сигурно за гледачите да најавам покрај берберите што ќе работат. Значи ќе имаме јавни ликови, имаме поддршка од 2 мотоклуба, односно еден мотоклуб ЦМА кој што не поддржи минатата година. Исто така членовите на Веспа клубот Весписти Скопје го потврдија нивното присуство. Ќе биде многу интересно, ќе учествуваат и јавни личности, актери, да споменеме од ТВ серијата познатата Преспав, Панчо ДНК, од спортистите македонскиот рекордер во пливање, национален рекордер Мартин Стефановски, потоа ракометарот, македонскиот репрезентативец ракометар Шаби и други јавни личности кои ќе бидат дел од овој настан. А за посетителите исто е интересно да кажеме дека за оние што ќе го посетат настанот, дека ќе имаме еден бјути корнер, поточно барбер корнер, каде што покрај оние козметички куќи што ќе бидат поставени, ќе има едно катче како мини барбер, салон во кој што ќе може да се дадат услуги на посетителите. Значи, ќе може да ќе работи еден бербер и ќе може да добијат бесплатно пострижување, обликување на мустаки и на брада. И ќе може да се запознаат секако со сите нови трендови и користење на козметички производи за нега на брада и мустаки. Да, верувам дека ова ќе биде многу интересно за сите посетители, сите оние кои што ќе дојдат в недела во Скопје Сити Мол. Убаво што имате поддршка нели и од јавни институции, па и од приватни компании кои што ќе се обојат нели во Сино во овие неколку денови. Како ќе се одвива и кој може да учествува, Милка? Дали ќе треба претходно луѓето да се најават, да се пријават за да не чекаат ред? Како е замислено тоа да се одвива в недела? Значи вака, веќе организирани се 4 берберски столици ќе стојат на сцената. Колегите бербери си имаат своји модели на кои што ќе работат, меѓутоа имаме интересен момент. Ова да напоменам дека ќе биде моделирано од познатото дуо Тино и Атанас, тие ќе го водат ова барбер шоу. Учесниците ќе биде секако забавно, да, и еве една причина повеќе да дојдат посетителите. Исто така ќе можат оние кои што имаат браде и бркови, зборувам за посетителите, ќе можат секако да се приклучат и да излезат, ќе бидат повикани на сцената и секако со аплаузи ќе можат да добијат и големи награди од спонзорите. Значи секако ќе бидат и тие наградени. Да, причина плюс, нели, штетна зашто да се биде овде в недела. Ова е традиција, Милка, која што веќе обстојува неколку години. Каков е фидбекот еве од изминатите години? Како реагираат луѓето? Колку се слободни, колку сакаат да ги гледаат еве јавно како им се средува брадата и мустаките? Па вака со текот на годините, значи многу добро знаат луѓето што е нели Мовембар. Веќе околу токму во нашата организација за ова барбер шоу, веќе самите знаат, ние го спремаме нормално во нашата програма, во секцијата на фризери и има интерес. Дури сега, откако веќе се затворени списуците, имаме јавување од наши колеги кои што сакаат да работат на сцена и така. Така да се надевам дека наредната година ќе биде уште подобро. Да го завршиме оваа година, секако интерес има голем, значи има голем фидбек затоа што луѓето, самите луѓе и оние што се наши клиенти не прашуваат кога, затоа што е многу интересно. Лани исто, минатата година, значи бевме токму на оваа локација, беше прекрасно и секако се надевам и оваа година ќе биде уште поуспешна оваа манифестација и да бидеме сите општествено одговорни и да дадеме поддршка на светската кампања Мовембар. Така е, Милка, се приклучуваме и ние со тоа што го поддржуваме нели овој настан. Ви благодарам за одвоеното време, ќе ги поканиме сите оние кои што сакаат да дадат поддршка еве за машкото здравје, да се приклучат кон оваа кампања на различни начини, но и да бидете дел нели в недела од ова барбер шоу кој што ќе се одржува токму овде во Скопје Сити Мол, фризерската секција Скопје и оваа година нели се приклучува кон овој голем настан кој што насекаде навистина во светот се одржуваат најразлични настани за поддршка на Моември, кое што е нели во знак за машкото здравје.